На мое голямо задоволство, јас, како што знаете, јас следам, односно учествувам во растот и развојот на трговијата од 2011 година, кога само 930.000 евра изнесуваше вкупниот обрт остварен преку тоа што нарекуваше во извештаите персонален трансакции преку персонален компјутер, до 2018 кога изнесуваше 134 милиони евра. Сега еве генералниот секретар кажа за првото полугодие дека имаме раст од 26%. Добро е што имаме солиден раст од околу 30% во последните години. Меѓутоа сметам дека имаме огромен потенцијал за уште поголем и позабрзан раст. Но за да го отклучиме тој потенцијал за уште позабрзан раст на Република Северна Македонија за да расте, еве видовме и темата е бизнис раст со трговија, за да можеме да зборуваме и економски раст со трговија, сметам дека е клучно потребно да имаме квалитетно партнерство и холистички пристап помеѓу владата, помеѓу невладените организации, помеѓу реалниот сектор, помеѓу академијата и едукацијските центри кои што влијаат на градење на капацитетите, бидејќи трговијата е веќе не можеме да зборуваме за трговија, ја надминува традиционалната трговија оддамна. Значи дигиталната економија е воопшто трговијата е предизвик за сите земји, меѓутоа носи огромни можности за раст. Еве тука денеска имаме, како што кажа генералниот секретар, многу голем интерес. Јас бев до пред известно време председател на Асоциацијата за електронска трговија. Директно учествував и го следев пазарот и можам да кажам дека и кога бев од страната на невладиниот сектор како председател на асоциацијата имавме одлична и отворена соработка со институциите, со Царинската управа, со Министерството за информатичко општество, со Фондот за иновации, а сега од оваа страна верувам дека уште повеќе подобра соработка ќе имаме и дека ќе може уште поголеми промени да направиме заедно и да предонесеме. Во однос на онлайн купувањето, односно процент на населението кој има пристап до интернет, податоците на Евростат за минатата година велат дека околу 36% од македонските граѓани со пристап до интернет вршат онлайн нарачки. Имаме, за тоа кажав, имаме огромен потенцијал за расти на оваа бројка, бидејќи интернет пенетрацијата е одлична, значи имаме многу добра интернет пенетрација. Од друга страна, се зголемува конкурентноста на малите и средни компании и се отвара можност за поголем раст на овие компании, но затоа е оваа тема наречена бизнис раст и трговија е фокусирана повеќе на маркетинг алатките како средство за да може подобро да ги пласираат своите производи до крајните потрошувачи. Сепак покрај овој маркетинг знаење, да кажеме, и примена на добри алатки на компаниите, другите предизвици кои што сега Министерството за финансии веќе активно ги адресира, е, например, дека им недостасуваат софистицирани платежни солуции. Новиот закон за платежни услуги, кој што е во изработка и се очекува наскоро да се донесе, прави исчекор токму тука, го прави либерализација на пазарот и ослободува да може да влезат нови финтек компании, со што ќе се зголеми конкурентноста и за домашните банки. Тоа е еден од предизвиците. Друг предизвик за домашните компании е нелојалната конкуренција, односно даначната евазија или сива економија во трговија. Тука веќе работиме, имавме една тркалезна маса на темата, веќе се формираше работната група во која што учествуваат представници на владините институции засегнати, но и на секако коморите и реалниот сектор, се работи на конкретен акцијски план за да се адресира и да се намали даначната евазија, со тоа да се помогне и тие средства да одат кај регистрираните трговци, бидејќи навистина е тешка, захтевна работа менаџирањето на продавните за трговија и ние како влада треба да им го олесниме патот на малите и средни компании и на големите да може да растат, да може да ги пласираат своите производи и надвор. И од друга страна, еве и директорот на Царинската управа кажа во врска со увозот, веќе се разговара и за можно и потенцијално правиме анализи за зголемување на прагот на царината при увоз или повеќе при купување на пратки онлайн од други земји. Бидејќи трендот ако во 20 век беше контейнери, сега е веќе кон мали пратки и се зголемува обемот многу на малите пратки, со тоа се потребни се поголеми ресурси на Царинската управа да се справи со тоа. И токму затоа, како што кажа директорот на Царинската управа, овој проект донација, грант од Кореја, ќе придонесе точно за подобрување на тој процес. Веќе е поставен или ќе се постави наскоро скенерот во поштата, за да може и автоматски да се гледа кои се пратките кои што пристигнуваат, од една страна да се тргне оној субјективизам или мануелна работа при царинење, од друга страна да може и побрзо да оди целиот процес и да се намали административност. Да, точно е дека се прават анализи, значи анализите не се се уште комплетно завршени, се прават анализи за ДДВ прагот, како што кажавте, и при тие анализи не се зема предвид само фискалниот ефект, туку се зема предвид и администрацијата потребна за обслужување, регистрирање и контролирање на тие мали, ајде да кажеме, компании,
Во моментот, значи како што кажав, ги правиме анализите, испитуваме и страната на фискалните импликации, и страната на административниот товар на управата за јавни приходи конкретно, за да можеме да донесеме едно сеопфатно и издржано решение. Би сакала тука да истакнам дека кога ќе кажеме се прават анализи во Министерството на финансии, навистина се прават анализи детални и јавноста ќе информираме и за ДДВ прагот анализите што покажале и во однос на ефектите од прогресивниот данок и за сите други тековни анализи кои што во моментот се прават. Навистина е амбициозна агендата, во текст се изработка многу анализи, за сите ќе ви информираме благовремено, ќе ве повикаме и на презентација да ви ги соопштиме резултатите и понатаму секако одлуките кои што ќе произлезат.